20 на ковид пациенти кои беа хоспитализирани во модуларната болница во Прилеп од пред 2 дена префрлени се на инфективното оделение, а модуларната е затворена. Оваа рокада е направена со цел заштеда на електричната енергија, но и заради намалениот број на пациенти кои се позитивни на вирусот. Според директорката на Прилепската болница Кети Смилеска, состојбата со овие пациенти е стабилна и за разлика од претходните периоди кога Прилеп долго време го држеше неславното прво место според бројот на инфицирани, но и на починати граѓани, сега се држи под контрола. Со оглед дека подолго време во Прилеп моменталната состојба со ковид позитивни пациенти е стабилна и имајќи во предвид дека електричната енергија ни е пред се голем трошок за болницата, одлучивме инфективното оделение кое што беше празно да го активираме повторно во ковид центар. Не само заради заштедата и да бидеме ефикасни, да биде инфективното оделение функционално. Помеѓу пациентите кои сега се лекуваат на инфективното оделение, а чиј вкупен број изнесува 21, има и вакцинирани и невакцинирани лица. Од нив дури 18 се на кислородна поддршка, а додека други 20 се лекуваат во дневната болница. Околу 1/3 од хоспитализираните се вакцинирани, но со полесна клиничка слика во споредба со невакцинираните. Имаме спорадично и потешки пациенти, да, но не е правило. Возраста над 50 години. Ние неколку месеци, се наоѓаме во тој така наречен четврт продолжен пети бран, каков и да е, но во Прилеп не ни се случи зголемување на кривата или да имаме врвови, односно драстично зголемени бројки. И затоа очекуваме дека и каков и друг бран да доаѓа, мислам дека ќе се справиме и ќе останеме на оваа стабилна состојба. Модуларната болница се загреваше на клима уреди, а додека инфективното одделение е поврзано на централното грејење од болницата, што според Смилеска со преместувањето на пациентите се овозможува двојна заштеда, односно и на електричната енергија, но и на медицинскиот кадар кој сега е сконцентриран само во инфективното одделение. Инаку денови во Прилеп се погласни се гласините дека по промената на министерот за здравство во Прилепската болница за прв човек ќе биде поставен кадар на алтернатива. Актуелната директорка Смилеска рече дека со неа на оваа тема досега не било разговарано, иако, како што нагласи, сите биле подложни на промени и неа ништо не би ја изненадило.